Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Секој го наоѓа само она што го бара. Поучна приказна. Еден човек пристигнал во некое место, сретнал еден старец на улица и го прашал: "Добар ден, дедо. Никогаш не сум бил овде. Кажи ми, какви луѓе живеат во овој град?" Старецот му одговорил со прашање: "Синко, какви луѓе живеат во градот од кој што ти си замина?" "Па тоа беа едни многу себишни и лоши луѓе," рекло момчето. "Зато ми е мило што си отидов оттаму." "И овде, човеку, живеат само такви луѓе," одговорил старецот. По некое време друг човек пристигнал во истото место и му го поставил истото прашање на старецот: "Само што пристигнав во ова место, кажете ми какви луѓе живеат во овој град?" Стариот повторно одговорил со прашање: "Кажи ми, сине, какви луѓе живеат во градот од кој си замина?" "О, па луѓето беа добри, гостолюбиви и благородни души. Имав многу пријатели таму и не беше лесно да се разделам од нив." "Не очајувај, млад човеку, овде живеат само такви луѓе," одговорил старецот. Двете сцени случајно ги гледал некој друг жител на градот. Тој кога слушнал сосема спротивен одговор на истото прашање, го прашал старецот: "Дали во меѓувреме луѓето во градов се сменија? Зошто на првиот му рече дека овде живеат лоши луѓе, а на вториот дека живеат добри луѓе?" "Секаде има добри и лоши луѓе," одговорил старецот. "Секој го наоѓа само она што го бара." Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nam, oblaci ljeno, nebom putuju, cvrčci spremno pjesmom već se raduju. Poneki vjetar leptir traži hlad, traži neki cvjetak da sviri glad. Suton je zlatnik, grimi strolio, nek se vidi tko je sve to stvorio. Kako divno je sve, ljepšeno sanjati ste. Želim
на надежта. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов «Што може Исус да направи за вас?». Во март 1955 година полетал луксузен авион од Сиетл за Хонолулу. Летот се одвивал нормално, се додека не го поминале Орегонскиот брег, кога моторот на авионот паднал во морето. Пилотот сватил дека контролите се толку многу оштетени, што авионот мора да се напушти. Со тешка мака посадата успеала да го насочи правилно авионот, што паѓал и безбедно да се спушти на површината од океанот. Патниците на брзина ги навлекле појасите за спасување. После неколку часа, еден брод одговорил на нивниот сигнал и дошол да ги земе патниците и членовите на посадата, вклучувајќи го и телото на еден патник кој умрел од срцев удар, додека авионот се уште се спуштал кон површината на водата. Ситуацијата во која што се нашле овие луѓе, додека се наоѓале во своите појаси за спасување во водата на Пацификот, многу ме потсетува на ситуацијата со која секој од нас се соочува. Како што преживеаните од оваа несреќа не можеле да допливаат до копното, така и ние не можеме да се спасиме самите себе си. Ние целосно зависиме од некој друг кој би можел да ни помогне. Патниците со појасите за спасување имале само една надеж – да се појави брод што ќе ги спаси, инаку на крајот би умреле од глад или од исцрпеност. И пред вас и пред мене стои на располагање само едно решение, еден начин, а тоа е Исус Христос. Исус не само што не спасува, туку тој ни дава можност да ги победиме нашите човечки слабости со духовна сила. Дали се чувствувате слаби или нејаки? Дали сте во некое искушение или во некоја проба? Дали имате проблеми, грижи, стравови или се соочувате со напнатост? Дали безуспешно се обидувате да ги размрсите заплетканите конци во вашиот живот? Дали се тетеравите под товарот на вината? На располагање ви стои Исус. Исус на кого можете да му се приближите во било кое време, под било кои околности, во било какви прилики, знаејќи дека никогаш нема да ве отфрли. Сетете се на најљубезната, најсилната, најдарежливата и најпривлечната личност што некога сте познавале. Сега во својата фантазија зголемете ја, прочистете ја и збогатете ја таа личност за 10.000 пати. Дури ни после тоа не сте ниту на почетокот од својата замисла каков е Исус. Исус толку ги надминува и најсмелите соништа, што навистина е многу тешко да се свати колку тој лично се интересира за секого од вас. Во Исуса е сигурноста. Апостолот Павле ја опишува оваа сигурност. Тој вели: заради тоа и го трпам се ова, но не се срамам зашто знам во кого сум поверувал и уверен сум дека тој може да го запази она што му го доверив до оној ден. 2 Тимотеева, 1 глава, 12 стих. Воскреснатиот Исус, вашиот спасител, оној кој посредува за вас на небото, е исто толку реален како тогаш кога и се приближил на Марија Магдалена крај отворениот гроб, кога им пришол на двајцата ученици на патот за Емаус или кога му се обратил на Петар на брегот од морето. Тој и денес е исто толку загрижен за потребите на своите следбеници, како кога ги избришал солзите на Марија, кога го истерал стравот на учениците, кога ги отстранил сомневањата на Тома и ги простил гревовите на Петар. Бидејќи не е ограничен со времето и просторот, тој е во состојба да ги задоволи потребите на сите и на секое место.
Авторот на книгата Патување на христијанинот, Џон Бањан, вака го опишува своето откритие на оваа голема вистина. Еден ден бев многу тажен, мислам потажен од било кое време во мојот живот. А бев и тажен поради тоа што ја согледав сета големина и тежина на моите гревови и бидејќи тогаш не очекував ништо друго освен пекол и вечно уништување на мојата душа. Однедадеж, додека така размислував, го видов Господа Исуса Христа, како од небото гледа кон мене и ми вели: верувај во Господа Исуса Христа и ќе бидеш спасен. Но Господе, одговорив јас сум голем, многу голем грешник. А тој одговори: доволна ти е мојата благодат. Моето срце е сега полно со радост и моите очи се полни со солзи радосници, а мојата најдлабока љубов е врзана за името, народот и начинот на животот на Исуса Христа. Ова искуство може да го доживее секој кој искрено бара Исусова помош и негово простување. Спасоносната милост и грижливата Исусова љубов зрачат кон овој со грев затемнет свет како златни зраци на раното утринско сонце. Isuse
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Гласна надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.